Добар вечер, Бутел. Добар вечер, победнички Бутел. Победуваме! Добар вечер, ВМРО ДПМН. Добар вечер и за коалицијата за подобра Македонија. Добар вечер, драги пријатели. Драги пријатели, уште денес и утре кампања и во недела на гласање и на прослава за најголемата победа досега. Победа на цела Македонија, победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, издржавме долг период, 2,5 години малтретирање на сите граѓани, 2,5 години поигрување со интересите на државата, 2,5 години правење хаос, измислување некакви фантомски гласачи, 2,5 години манипулација, лажење на собствениот народ, потценување на капацитетот на народот, на граѓаните на Република Македонија. Издржавме се, народот беше трпелив и добро е што е така. Ја зачува присебноста и издржавме за сега во недела сите граѓани да си го кажат своето мислење со пенкалото во рака и со громогласно гласање и определување и поддршка на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И со тоа, победа на Македонија! Драги пријатели, треба да се остане присебен и во овие денови. Треба да се остане со ладни глави, да не им се дозволи да направат некој инцидент, бидејќи само тоа им преостанува, а склони се на такви работи. Треба да внимаваме, да не наседнеме на провокации, мирно, рутинирано, да ја завршиме ова во наводници утакмица, ова борба за зачувување на интересите на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија. Ова со што се соочуваме и што Заев го најави. Почитувани присутни, многу луѓе долго време не можеа да распознаат што всушност се случува во Македонија. Зошто се прави сето ова? Кои се целите? Кои се идеите? Што е намерата? Но веќе секому му е јасно, затоа што во последните недели Зоран Заев ги отвори картите, верувајќи дека македонскиот народ нема да ја свати суштината и последиците од неговиот договор со сценаристот. А сакајќи истовремено да ги отвори картите за да ги привлече гласачите од албанското гласачко тело, тој, отварајќи ги и верувајќи дека народот нема да ја разбери суштината, практично и на оние на кои што не им беше до крај јасно што се прави и зошто се прави, им ја сервира вистината, им објасни се, и сега се е јасно. Сите знаат, целиот македонски народ знае, и не може да се каже дека не му било кажано, дека не му било предочено, дека не се обидели и политичарите тоа да го повторат и да го разобличат, ако некој сам не го разобличил. Сега веќе се е јасно. И во недела, казната ќе биде повеќе кратна. Казната ќе биде и за малтретирањето од 2,5 години. Казната ќе биде за лагите што ги направи во овие 2,5 години и многуте манипулации. Казната ќе биде за здружувањето со разузнавачко-криминалните структури. Казната ќе дојде и заради други работи. Затоа што го потцени капацитетот на својот народ. Затоа што тоа политичко раководство и таа политичка партија, ниту едно раководство досега во таа партија немало верба во капацитетот на својот народ.
Како што немаше берба ни на почетокот кога се правеше Република Македонија. Како што во секој избори не веруваа во својот народ. Така не веруваат и сега. И затоа ќе го доживеат 10-тиот поред пораз од овој народ, од овие граѓани на Македонија, кои што тие ги поценуваат и кои што ги есапат само како средство кое треба да се изрива за да се пројдат изборите и да се добијат гласовите. Не, овој народ ќе подржи опција што е со него и во добри и во тешки времења, што дава ветување и го исполнува тоа ветување, што е секогаш тука и стои и држи до дадениот збор. Опција која што во последните години отвори над 160.000 нови работни места. Ние имавме само 560.000 вработени во Македонија. Сега имаме над 720.000 вработени. Тоа некој го изработи, тоа некој го сработи и овозможи. Создадовме најдобра бизнис клима во регионот, 5-та најдобра во Европа, 10-та најдобра во светот, согласно ранг листата на Светската банка. Направивме држава со најниски даноци на планетата. Направивме тим да ги убедува и информира инвеститорите од светот да доаѓаат во Македонија. Еве ги, секоја недела или секоја втора имаме по некоја нова инвестиција. Денеска објавивме 3 нови инвестиции, од кои едната во Скопје, едната во Неготино и едната во Крушево. Тоа е ВМРО ДПМН. Така се работи за сопствениот народ. Почитувани присутни, овој човек што сака да го донесат од надворна власт, некој од горе, како што вели, е веќе 11,5 години на власт во неговата општина, во Струмица, каде што е градоначалник. Луѓето таму кукаат од него. Ги има така убаво исповажано, што едва и чекаат не само овие избори, да дојдат и изборите во мај, па да му покажат и струмичаник кого нашол да лажи. И вети индустријска зона и многу фабрики во неа со многу работни места. Што не им вети? Све ги излажа. Кога овој човек сака да дојде на власт, треба да знаете дека тој ќе си ги донесе и навиките. Секој еден што размислува се уште да гласа за него, треба да знае дека што тој прави во Струмица, ќе прави и на ниво на Македонија. Ако таму ги лажи, ќе лажи и тука. Ако таму брат му Вице е главен за собирање на парите од мито и рекет од бизнисмените, тој само ќе си се пресели во Скопје и ќе си отвори штедилници и тука. Ако таму се занимава со интриги, со лаги, со манипулации, со неостварување на ветувањата, истиот ќе се биде и тука. Тоа е пакет, си оди тоа заедно со него, си го носи својот терет, својот товар, своите навики. Нема менување тука. Затоа, драги пријатели, само подсетете се колку инвестиции донел во Струмица, па да помислете дали тој човек ќе ви донесе инвестиција во Скопје. Гледам ги лажи луѓето по 500 евра ќе добивале просечна плата, како да тоа така се одредува со закон. Просечната плата во Македонија беше 11.500 денари во 2006-та. Денеска достигна 20.800, речи си 23.000. Ни закон, ни одлука, ни ништо. Само создавање добра бизнис клима, носење на инвестиции, отворање на нови работни места, намалување на невработеноста и автоматски постепено изголемување на платите во приватниот сектор. Тоа е рецептот кој секаде во светот успева и ќе успева во Македонија. И успева веќе и во Македонија. Почитувани присутни, овој криминоген тип, кој што правеше разни малверзации во Струмица и со рекет на бизнисмените, и со легализации на диви градби, кои диво се изградиле после донесувањето на законот за диви градби, како на цареви кули, и со тендерите кои што се ги делеу на сите од својата фамилија, не и треба на Македонија, не му треба на Скопје и не му треба на Бутел. Бутел знае што треба да направи. Колку сака тој нека внесува гнев и омрза меѓу луѓето. Гледам, најмногу што се труди е да внесе гнев и омрза кон нас. Повеќе време троши на тоа, отколку на неговите проекти, што колку и да се нереални,
помалку време троши на нивно презентирање отколку на време да навлече гнев кон нас. Но народот во Македонија, во Скопје, во Бутел нема да гласа со гнев, нема да гласа со омрза, ќе гласа со разум и со љубов кон татковината. Затоа што овој човек има лоши планови со Македонија. Поточно неговите сценаристи имаат лоши планови, а тој се ставил на нивно располагање да ги изведе. Свесен или несвесен каква штета ќе направи тоа на нашата држава. Се ставил во нивни план да се рушеле рамките на рамковниот договор, да се ставува двојазичност на цела територија, да се менува уставот во тој правец и да се правеле кантони и кантонизација како во Швајцарија. Ама Швајцарија и Македонија се две различни работи. Балканот е долго различен од тој дел. Тука има многу испреплетени истории, многу аспирации, многу радикални структури, многу други различни работи што не се во Швајцарија. И немаме 60.000 евра по глава на жител како што имаат тие за работка. Тука правење на кантони значи сигурно одење кон растурање на државата. Само унитарна Република Македонија ќе остане суверена Република Македонија и независна Република Македонија. Драги пријатели, откако го кажа својот план, тога свати дека овој народ е далеку помудар од него, а тој мислеше обратно е. Тога свати дека нема играње со овој народ и дека е провален, дека е разоткриен. Што направи тогаш? Одеднаш почна да раскажува дека тоа што го зборал, не го зборал. Дека тоа што го кажувал, не го кажувал и дека јас сум го измислил. А го гледате секоја вечер во снимките што кажува, што ветува, што се договарал. Зошто ни вика дека сега му било мајката да се редефинира Македонија? Драги пријатели, сега му е мајката овој човек во недела на изборите со пенкалото во рака да го збришиме од политичката сцена во Македонија и да испратиме порака и до него и до неговите сценаристи. Која е Македонија? Кој е овој народ тука? И кој е газда во оваа држава? Дека газда во оваа држава е само народот нејзин, граѓаните нејзини, македонците и сите други граѓани, албанци, турци, роми, власти, срби, бошнаци. И дека не може некој однадвор да ни кори капа како што сака, наоѓајќи еден политичар трчи лажи, кој што денес едно збори, утре друго. Не можат на таков начин со такви играри да ни прават такви работи. Затоа велам, нервозни се, само мирно, само ставожено, остана уште неколку дена да се стави крај на сето ова што и го прават на Македонија. Треба мудро, како што досега се тераше мудро. А јас знам дека вие сте мудри луѓе и дека успешно ќе го завршиме овој циклус на ослободување на Македонија од овој натрапник и од неговите сценаристи. Драги пријатели, она што е многу важно е поддршката за ВМРО да биде голема, за да има крај на политичката криза и да не може некој да помисли да има нејзино пролонгирање. За таа цел потребни се 63 пратеници за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. На тој начин и само на тој начин кризата ќе запре. Заев нема да може да зборува било што, нема да може да прави пролонгирање на кризата, а исто така и неговите сценаристи. Затоа е многу важно во недела сите да излезат. Јавете им се и на вашите пријатели, роднини, комши, познаници, подсетете ги. Кажете им дека тоа е нивниот ден кога ќе допринеса да се заврши кризата во Македонија и да се покаже на светот дека во оваа држава одлучуваат овие граѓани и никој друг. Тука е шансата. Таква шанса граѓаните не добиваат секој ден. Добиваат на изборите, или на 4 или пократко како што се прават во Македонија, но не секој ден. Сите 2 милиони граѓани на Македонија имаат поретко таква можност и таа можност е во недела. Со пенкалото во рака, што порано од Сабајле, гласање, завршување на својата обврска, државничка, патриотска и човечка.
И нема да им дозволиме на сите што имаат други планови со нас, со Македонија. Како и оние што објавија дека ако немале ВМРО 63 пратеници, дуи ДП објавија дека тие ќе барале да предвожат премиер. Затоа, пенкавата во рака, сите што порано, секој да си ја заврши својата обврска, својот долг кон државата и својот долг кон идните поколенија и неговите поколенија. Почитувани присутни, многу работи се направија во Македонија. Невработеноста опадна од 38,7 на 24%, се отворија 160.000 нови работни места, а само 39.000 од нив се отворија во последните 2,5 години. Посечната плата, ви кажав, од 11,5 на безмалку 23.000. Пензиите пораснаа во просечните за 70%. Минималните за над 90% пораснаа. Платите пораснаа исто во јавниот сектор, прво воведовме, па потоа растеше и минималната плата. Донесовме 2 милиарди и 600 милиони евра странски директни инвестиции во Македонија. Извозот порасна на над 4 милиарди во 2015. Во 2006 кога дојдовме беше 1 милиарда и 700. Па заедно со увозот во тоа време беа помалку отколку што сега е извозот во Македонија. Благодарение на владините мерки и политиките за привлекување на странски директни инвестиции, во Скопје и Скопскиот регион имаме присуство на повеќе од 45 компании кои имаат вработено повеќе од 3400 луѓе, зборувам за странски компании. А во нивните развојни планови во наредните 2 до 3 години ќе вработат уште 8500 луѓе. Се работи со полн капацитет на носење на странски инвеститори. Ова е само за тие што веќе изградиле фабрики и работат. Овозможивме легализација на бесправно изградените објекти на територијата на Македонија. По 1 евро квадрат. Се овозможи и откуп на земјиште под објект, како и откуп на дворните места. Во Бутел, например, имаме легализирано 3800 објекти кои преходно беа диви градби и луѓето стравуваа дали некој ќе им ги сруши и не можеа ниту да ги користат за кредит или за било што друго. Има уште толку кои што се во фаза на легализација. Правото на социјална парична помош се зголеми за 70% во Македонија. Го остваривме и она што го ветивме на последните избори. Еднократен отпис на долговите на најранливите категории. 15.000 семејства добија отпис. 30 милиони евра заштедија со тоа. Ветивме, реализиравме. Понатаму, 10 пати ги намалувавме цените на лековите. 4700 лекови цената им се намали и сега граѓаните секоја година заштедуваат по 33 милиони евра годишно. Почитувани присутни, се изгради националната арена Филип II Македонски. Се изгради Савата спортскиот центар Борис Трајковски. Се изгради целосно нова зграда терминална и се продолжи пистата и се доби еден современ аеродром Александар Велики во Скопје. Се зголеми буџетот во образование за 72% и се изградија 74 нови училишта, а преку 400 се реновираа. Се намалија и квотите за партиципација на студентите на 200 евра квота и 400 за партиципација. Се купија над 80 лаборатории, се преведоа над 1000 стручни и научни книги, од кои што се учи на врвните 10 рангирани универзитети во светот. Се направија многу други работи, но многу и следуваат. Следуваат во наредните 4 години 70.000 нови работни места во Македонија. Следуваат зголемување на платите во јавниот сектор за над 10%. Зголемување на пензиите на пензионерите за над 10%. Зголемување на социјалната помош за 50%. Зголемување на минималната плата постепено до 2020 до 14.000 денари, а во текстилната и кожарската 13.500 денари. Се предвидува и воведување на проектот рурални развојни зони, со кои ќе се дадат извонредни услови за сите оние кои што ќе инвестираат во овие
помали населени места и со кои што ќе се овозможи повеќе луѓето во тие места да се вработат. Во општина Бутел вакви места се предвидени во Љубанци и во Љуботен. Предвидуваме да ја основаме и изградиме технолошко-индустријската развојна зона Скопје 3, а во рамките на Скопје 2 ќе се формира слободна IT зона која ќе биде наменета за компании кои ќе нудат услужни дејности и за компании од IT индустријата. Предвидуваме нови 100 милиони евра по ниска камата до 5,5% од меѓународните банки како поддршка за македонските компании. Се предвидуваат градби на 140 детски градинки, на огромен број училишта, спортски сали и така натаму. Се предвидува да продолжи проектот Купи куќа за млади до 35, со кој младите добиваат неповторлива шанса да купат куќа или да изградат, да земат кредит на 20 години, например, од 30.000 евра, а 20.000 евра да им го врати државата. Или од 50.000 евра, 30 да го плати државата. Кај го има тоа на друго место? Ваков проект се предвидува по изборите и за лица над 36 години. Понатаму предвидуваме изградба, како што кажав, и на училишта. 18 нови училишта ќе се градат во Македонија. Ќе се реновираат 140 и ќе се градат 78 спортски сали. Ветуваме системско решение за вработување на најдобрите 100 студенти од јавните универзитети во Македонија. За сите студенти кои се запишани на државните универзитети во квота со кофинансирање од 400 евра и ги положат испитите во прва година со просек 8,5 или повисоко, ќе добијат можност да се префалат во квотата со 200 евра и да останат до крајот ако го задржат тој просек. За сите студенти на државните факултети кои потекнуваат од самохрани и еднородителски семејства, тоа се деца на разведени родители, со примање под минималната плата, партиципацијата ќе биде намалена за 50% за нив, а се предвидуваат и целосни стипендии за постдипломски и докторски студии за студенти од семејства со пониски приходи кои по преходното образование постигнале просек од 8,5. Се планира исто така граѓаните да добијат субвенции за кои сакаат да инсталираат плински систем во автомобилите кои се набавени пред 2006 година и ќе заштедат на гориво и истовремено ќе зачувуваат подобро еколошката средина, животната средина. Ќе обезбедиме и субвенционирање на грејење со пелети, ќе се намали ДДВ-то за ова опрема и за самите пелети и ќе се дава субвенција до 70%. Драги пријатели, овде во Бутел во изминатиот период се отворени нови 3600 работни места. Имено, во 2006 година Бутел имаше се на се регистрирани и вработени 3626. Толку имаше Бутел вработени во 2006. Денес во Бутел има вработени 7248 лица. Значи 3600 повеќе. Поточно дупло повеќе се вработени денес отколку што беа во 2006. И тоа не дојде туку така. И тоа не падна од небо. И за тоа некој работеше и ќе продолжи да работи. Драги пријатели, после 50 години настава во стари бараки се изгради нов објект за основното училиште Живко Брајковски во вредност од преку 1 милион евра. Се изгради нов објект и за средното училиште Зефиуш Марко. Се изгради и кружен тек на улиците Боца Иванова и Александар Рударевски. Во Љубанци се изврши целосна реконструкција на спортската сала, а во тек и санација на фудбалското игралиште. На територијата на општината се изградија 3 спортски сали, во Живко Брајковски, во Ацо Шопов, училиштето и во Зефиуш Марко. Во Бутел се изградија и 2 повеќе наменски спортски игралишта и тениски терен. Во 2016 се отвори детска градинка во населбата Радишани со капацитет за 120 дечиња. Се изврши изградба и реконструкција на локалната инфраструктура и тоа патот за Визбегово, патот за Љуботен, Љуботенски пат, патот Љуботен-Љубанци, патот Бутел
Љуботенски пат, како и патот Кучевишка бара Чучер Сандево. Драги пријатели, се направија и многу други работи, како например градбата на фекалната канализација за делот на селбата Радишани. Дополнително се изгради и водоснабдителен систем за населеното место Радишани ниска зона. Отворена е канцеларија на Агенцијата за вработување во Бутел. Се отвори народна кујна за најранливите категории. Во соработка со општината се изврши и реконструкција во училиштето Свети Климент, Охридски, Панајот Гиновски, Петар Здравковски Пенко и така натаму. Но ќе се направат и многу други работи. Се планира со новата програма реално реконструкција и изградба на локалните патишта Радишани, Љубанци, Бутел, Љуботен, како и на улиците 42, 44 и 50 во населба Радишани. Во соработка со општината и градот ќе се направи урбанизација и изградба на инфраструктура во индустријската зона Визбегово. Со инвестиција од 2.700.000 евра ќе се решат сите проблеми од аспект на патната и комуналната инфраструктура во оваа зона. Од што бенефит ќе имаат сите компании кои гравитираат во оваа област, сите жители во Визбегово и вработените во тие компании. Во новата програма предвидуваме и градба на ново основно училиште во Визбегово. Значи, ново основно училиште ќе се гради во Визбегово. Ќе се изработи урбанистички план за понуда на локации за проекти за проектот Купи куќа за млади до 35 и Купи куќа за над 36. Со почетна цена 1 евро од квадрат и многу лица и семејства ќе можат по поволна цена да си купат градежна парцела и на неа да изградат куќа и да ги искористат мерките кои се нудат преку овие два проекти. Предвидуваме отворање на 2 нови детски градинки во општина Бутел, со што ќе се зголеми капацитетот за згрижување деца. Ќе се изгради нова спортска сала во населба Бутел 2 во вредност од 35 милиони денари. Ќе се изгради и ново спортско игралиште на улицата Лопушник во вредност од 5 милиони денари. Ќе се изградат 3 кошакарски баскет игралишта и едно повеќе наменско игралиште во домот за деца 25 мај. Ќе продолжиме и со реконструкција на конзервација и реставрација на конаците на манастирскиот комплекс Свети Никола во Љубанци, инвестиција вредна 20 милиони денари. Ќе се реконструира амбулантата во Бутел, ќе се направат уште голем број на нешта кои што ќе бидат од корист и за Бутел, и за Скопје, и за Македонија. Драги пријатели, со нас сте на чисто. Имате јасен план, јасна програма, која може само да се надоградува и зголемува. Секој еден, почитувани присутни, секој еден во оваа општина и во овој град и во оваа држава, кој се уште размислува за кого да гласа, едноставно треба да си го постави прашањето: со кого мене ќе ми биде подобро? Кој подобро ќе ги решава проблемите? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Кој ќе отвори повеќе работни места? ВМРО или СДСМ? Кој повеќе ќе се грижи за земјоделците? Кој повеќе ќе се грижи за државните и националните интереси на Македонија? Кој подобро ќе се справува со безбедносните предизвици? Кој држи до дадениот збор? А кој зборот не го есапи за ништо? Кој го почитува собствениот народ, а кој го потценува и континуирано го лажи и се обидува да го изманипулира? Драги пријатели, одлуката е јасна и затоа е многу важно во недела, не само вие што сте тука, сите ваши познаници, роднини, пријатели, комши, да разберат дека тогаш е нивната шанса. Тогаш е шансата на Македонија. И јас сум уведен дека македонскиот народ и сите граѓани на Македонија ќе искористат шансата во недела. Ќе искористат за да ја задржат суверена, унитарна, независна, напредна Македонија. Напредна која се движи во правецот на ЕУ и НАТО. Македонија која економски ќе продолжи да се развива и ќе гласаат за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да се живи и здрави! Да живее Бутел!